Добро вечер со топ тема на ваша страна. Зошто ВМРО-ДПМН одбива да ја предаде власта? Зошто оваа партија стравува од федерализација и кантонизација на Македонија? Зошто ги напушти и напад на стратешките партнери за сметка на Русија? Што преговара со ДУИ 20 дена? Вечерва во топ тема на ваша страна интервју со Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Останете со нас. Како што најавив, вечерва интервју со Никола Тодоров и го најавувам како член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, иако е се уште и актуелен министар за здравство, затоа што председаваме предност на политичките теми и состојбата во државата. Минатата среда во ова студио беше генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски и исто така и со него разговаравме за актуелните политички теми. Благодарам што дојдовте во топ тема на ваша страна. Добро вечер. Јас кажав и во најавата на вести, Антонио Милошовски го скрши мразот и вчера дојде во ова студио. Еве, после подолго време канење дојдовте и вие. Што се менува во стратегијата на ВМРО-ДПМН и одеднаш еве ги прифативте нашите покани? Дали може пред да почнеме на вас и на сите припаднички на понижниот пол да го честитам 8 март. Ми е задоволство денеска и што на ваков ден имаме можност да дискутираме. Ја прифатив поканата затоа што добро е да се дискутира на политички теми и очекуваме дека ќе имаме интересна дебата. Јас така мислам. Има многу прашања и од гледачи, меѓутоа она што е најбитно, барем за мене, е прашањето зошто ВМРО-ДПМН, како што и кажа во најавата, не дозволува трансфер на власта или мирен начин на превземање на власта од страна на СДСМ и нејзините коалициони партнери, со оглед на тоа што го исполнија услово дадени од председателот и собирањето на 61, односно 67 подписи. Па не би рекол дека е така. Напротив, сметам дека е целосно спротивно на тоа и не е тоа вистината. Имајќи предвид дека ВМРО-ДПМН му понуди на СДСМ не трансфер на власта, него му понуди на СДСМ да биде власта, а ВМРО-ДПМН да ја поддржува по секоја цена, доколку СДСМ се откаже од платформата која што е направена во Тирана, во друга држава и е заверена од друг премиер на наша соседна држава. Меѓутоа, кои сте вие како партија да кажувате како треба да функционираат институциите во државата? Односно, да се крши уставот и вие да наметнувате сега услови кои и како може да дојде на власт ако ги исполнил уставните одредби. Но тоа не е во наши раце. Јас одговорив за тоа во поглед на ставот на ВМРО-ДПМН, за тоа дали има потреба или нема потреба од било каков трансфер на власта. На страна е фактот што ВМРО-ДПМН е победник на овие избори. И покрај тоа ние дадовме оваа понуда на СДСМ. Но на крајот на денот ВМРО-ДПМН не е таа како партија која што одлучува за овие работи, односно ова е во рацете на председателот кој што носи одлуки согласно неговите ставови и размислувања. И за председателот ќе ве прашам, меѓутоа ќе се фатам за она што го рековте. ВМРО-ДПМН доби најмногу гласови. Во проценти не се многу во однос на претходните избори, меѓутоа имавте шанса да направите влада. Не беше исти аршинот на председателот, вам без услови, без подписи, без страв дали и како ќе функционира државата, веднаш ви беше даден мандатот и преговаравте со ДУИ не ден или два, го преговаравте во рокот на она што требаше да се преговара за состав на влада. Зошто ВМРО-ДПМН не состави влада? Прво, не би рекол дека не беше ист аршинот. Не сакам сега да настапувам како адвокат на председателот, тоа не е моја работа, ниту посакам така да звучам. Но она што се случи и она што беше тогаш актуелно е практично исполнување на уставните обврски на председателот на државата, а тоа е по конституирањето на парламентот да се додели мандатот на онаа партија која што има мнозинство или на победничката партија. Тоа е беше направено и во период од 20 дена ние разговаравме со ДУИ за формирање, односно за продолжување на владиното мнозинство. Очигледно на целата јавност не се договоривме, не успеавме да
постигнеме согласно за коалицирање и на тој начин истече рокот во кој што треба да се формира владата. Тоа е она што можеме да кажам. Меѓутоа, многу нејаснотии со оглед на тоа што досега јавно многу не говоревте за она што договаравте во тие 20 дена. Додека вие преговаравте со ДУИ, факт е дека ниту медиумите, ниту па и СДСМ морам да признаам, дека немавте притисок во однос на тоа што и како ќе разговарате со ДУИ. И јавноста и СДСМ ве остави да преговарате и да видат дали ќе направите влада или не. Меѓутоа, вие ниту еднаш не спомнавте, барем на почетокот, а го имаме нотирано и според датуми, никакви детали и никаква платформа. Зашто тогаш разговаравте 20 дена? Не верувам дека сте разговарале дали Бујар Османи ќе биде министер за здравство или вице-премиер и дали Талат Џафери повторно ќе биде министер за одбрана или ќе дојдат нови кадри. Тоа не се разговара тогаш. Гледам дека многу често се има тенденција да се изместува тежиштето на работите. Што ВМРО ДПМН и ДУИ разговарале во неуспешниот овид за формирање на владина коалиција е помалку битно. Многу е позначајно. Битно е заради сегашната политичка атмосфера и целата тензија што се создава во платформата. Дозволете ми. Ќе дојдеме и до тоа. Побитно е што СДСМ и ДУИ се договориле. Затоа што ВМРО ДПМН и ДУИ разговарале за формирање на владино мнозинство и за што разговарале, најдобар одговор е тоа дека не се договориле. Ако направите една паралела, ќе видите дека во првиот период на разговори помеѓу ДУИ и СДСМ воопшто немаше вакви тензии и вакви дискусии. Дискусиите и тензиите почнаа од кога се дозна дека СДСМ ја прифатила платформата која што е направена во друга држава и која што е заверена од друг премиер. И тогаш започнаа сите дискусии или тензии во општеството. Во ниту еден момент, ниту од страна на ВМРО ДПМН, ниту од страна на ДУИ, во текот на разговорите помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, не беше споменато дека ВМРО ДПМН ја има прифатено оваа платформа. Од моментот кога се дозна во јавноста дека СДСМ ја прифатиле платформата, тиранската платформа, од тој момент почнаа и сите тензии во јавност. А гледаме денеска добиваме овие денови добивме повеќе потврди за тоа, вчера добивме и последна потврда, го спомнавте вие од Бујар Османи кој што јасно, изрично кажа дека СДСМ ја прифатиле платформата од Тирана. И Темуте Арифи, само да ви цитирам, јасно изрично кажува и веќе ви ја цитирам за телевизија Оса Тем дека ВМРО ДПМН ја прифати платформата во однос на прашањето за јазикот. Значи сега не, сакам да ви кажам, секој во ДУИ има многу изјави и различни. Вие ќе ги превземете оние што вам ви одговараат, меѓутоа има и спротивни на таа на Бујар. Точно. Затоа ви ја цитирам. Точно. Зошто таа не важи на Теута, важи таа на Бујар. Добро е да се цитира, затоа што и најдат меѓути да не кажам, има и документ, тој вели кој докажува дека вие сте прифатиле платформата. Истиот тој изет меѓути кажа и дека единствена работа за која што не сме се усогласиле со ВМРО ДПМН, или тоа да спекне до избори, беше специјалното јавно обвинителство. А тоа е комплетно неточно. Значи, првата работа за која што се договоривме со ДУИ, првата, беше токму специјалното јавно обвинителство. Достанеме на прашањето за јазикот, а потоа ќе објаснеме и за специјалното обвинителство. Не ми беше поентата, додам на друга тема, поентата ми беше само да кажам како се манипулира или како се управува со информациите во целиот овој процес. На крај на денот, затоа ви реков, тоа не е значајно. На крај на денот е значајно, ВМРО ДПМН и ДУИ не успеа да постигнат согласност и не успеа да направат коалиција. Од друга страна имаме информации во јавноста и изјави од официјални лица и на СДСМ и на ДУИ дека успеале да постигнат согласност за клучни прашања, меѓу кои и тоа дека СДСМ ја прифатила тиранската платформа. Зошто не ја прифативте платформата? Еве, прво, затоа што за кои точки не можевте да се согласите? Не, воопшто не разговаравме. Од таа платформа има и работи за кои што може да се согласите. Тоа се НАТО, Европска унија, правната држава и слично. Не е прашање што има во таа платформа. Прашањето е каде таа платформа е направена и како таа платформа ја влијае на независноста и самостојноста на Република Македонија. Односно, дали ја става во подредена состојба или во подредена положба, го става суверенитетот, интегритетот и независноста на државата. Не може и не смее да се дискутира за платформа која што е направена во друга држава, од друг премиер и е наменета за формирање на влада во Република Македонија. Платформа која што е направена во Албанија, во Тирана, од премиерот на Албанија, се однесува на тоа каков став
треба да заземат сите албански партии во Македонија со цел формирање на влада. Тоа е директно мешање во внатрешните работи на државата и за таква платформа принципиелно не треба да се дискутира. Ние со партиите на албанците во Македонија дискутираме за многу прашања. И во изминатиот период сме дискутирале за многу прашања и сигурен сум дека и во наредниот период ќе дискутираме за многу прашања. Но тоа се прашања кои што се отворени од страна на партиите на албанците од Македонија и се отворени во поглед на политичкиот диалог кој што треба да постои, мора да постои помеѓу партиите во Македонија. Во ниту еден момент тоа не смее да биде наметната дискусија од друга држава или од друг премиер. Многу е принципиелен ставот на ВМРО ДПМН. Вие учествувавте во преговорите со ДУИ и сте многу висок функционер во партијата. Меѓутоа, ајде да се потсетиме наназад кога го употребивте вордингот тиранска платформа, платформа составена во друга држава, туѓа платформа, наметната платформа, кога е донесена на 7 јануари. Меѓутоа, како вие на почетокот ја толкувавте оваа платформа? Тогаш не ја нарековте тиранска. Ниту туѓа. Се додека таа платформа. Ама сега зборуваме да се потсетиме зошто веднаш не ви беше туѓа. Кога преговаравте за НЕЗА беше Не сме преговарале за НЕЗА, вемо. Ти не беше тиранска. Не, вемо, тоа е неточно. ВМРО ДПМН и ДУИ не преговарале за платформата. ВМРО многу јасно, уште на самиот почеток кажа дека ние не можеме да преговараме за платформа која што е направена во друга држава. И на крај на денот повторно ќе го кажам тоа. ВМРО ДПМН и ДУИ не се договорија. Не се договорија затоа што ВМРО ДПМН не ја прифати платформата и заради тоа што повеќе работи и од законот за јазик, како што кажа Бујар Османи, не биле усогласени. Повеќе од јасно е кои биле позициите на ВМРО ДПМН и како ВМРО ДПМН се однесува во поглед на заштита на македонските национални интереси и како СДСМ се однесува во тој поглед и би рекол таа сервилност која што СДСМ ја покажа за по секоја цена СДСМ да формира влада и да дојде на власт. Да ве потсетам, бидејќи не сакате да се потсетите очигледно или имате куса меморија. Тамара Гранчаровска направи прилог во еден времеплов што беше и што се случи по донесувањето на платформата во Тирана на 7 јануари. Што беше употребено од страна на начелниците на ВМРО ДПМН во однос на тоа како ја прифаќа оваа платформа и веднаш кога ќе биде ова готово, овој фактограф готов, ќе замолам режијата да ме извести за да се потсетиме на тоа како ВМРО ДПМН разговараше за оваа платформа. Значи колку и да велите дека не сте разговарале за таа платформа, таа беше употребена во интервјуа на председателот на партијата. Беше наречена платформа, нова платформа, национална платформа. Меѓутоа, терминологијата со која што сега располагате, апсолутно не беше во време кога вие преговаравте и потоа. Веднаш кога почнаа преговорите СДСМ и ДУИ, особено од кога СДСМ ги собра потребните потписи, вие почнавте со таа риторика. Не е точно. Извинете, морам да ја коригирам. Прво, ВМРО ДПМН не преговарала со ДУИ за таа платформа. Второ, ВМРО ДПМН, но и јавноста се сензибилизираше не од моментот кога СДСМ почна да преговара со ДУИ, него од моментот кога се обзнани во јавноста дека СДСМ ја има прифатено тиранската платформа. Се уште не знаеме. Во ова студио јас бев исто како со вас упорна и со Оливер Спасовски да дознаеме што е прифатено и што не е прифатено од платформата. До денеска СДСМ се нема изјаснато во однос на тоа што прифатили и што не, а за ДУИ веќе констатиравме дека зависно од тоа која од член на партијата е близок со ВМРО ДПМН или со СДСМ, така можеби ги дава изјави. Ако Заев не е СДСМ, тогаш да, но Заев имаш изјава во тој правец дека е усогласен ставот помеѓу СДСМ и ДУИ, дека тоа усогласување се однесува и на платформата. Но тоа е ваше да процените и на гледачите, сите ги имаат во Македонија сите информации, може да ги видат сите изјави на сите официјални лица и од партиите, така да на крајот на денот секој може да се донесе сопствен суд за тоа дали некој има прифатено платформата или не. На страна целата ситуација што целата оваа дискусија околу тоа како е прифатена платформата и што од платформата е прифатено има една своја мистика. И тоа што целиот тој процес од изјавувањето дека е прифатена платформата се држи во тајност.
Дали процесот бил држан во тајност во моментот додека преговарале. Како преговарале, што преговарале, тоа за мене од Добре, политички вашиот процес аспект беше во е тајност. разбирливо. Ние имаме разбирање за тоа и како од политички аспекти и за мене како политичар разбирливо. Но од првиот момент кога ќе се каже дека се усогласени ставовите, дека прифатена е платформата и дека се договориле за јазикот и за уште неколку други работи кои што мислам дека сме должни да ги прокоментираме вечерва како геноцидот и така натаму, од тој момент натаму тоа станува многу релевантно за тоа што точно е договорено и недостатокот на транспарентност сериозно и штети на целиот процес, но она што е најлошо штети и на целата држава. Во декларацијата на албанските партии меѓу другото се вели дека политичките барања се во рамките на уставот и рамковниот Охридски договор. И тие не бараат промена на уставот, тоа стои во првата реченица. Како според вас главната теза ви е дека ќе се наруши уставот? Тоа е една од вашите тези доколку се прифати платформата. Меѓутоа, знаеме дека уставот не може да се смени без ВМРО ДПМН. А вие немате мал број на пратеници и не сте незначителна партија во парламентот. Двотретинското мнозинство го правите вие. Немаат ни идеја да го сменат уставот, имаат идеја да го изиграат уставот. Односно, да го толкуваат онака како што нив им одговара. А тоа толкување би значило дека се дозволува двојазичност на целата територија на Република Македонија. Да се потсетиме, Заев еден дел од тоа говореше и во кампања, па потоа се вадеше, викаше дека такво нешто не постои, дека е тоа само во главата на Груевски, за денеска да видиме дека тоа било реално цело време и дека тоа е она што веројатно Заев некому го ветил и сега мора да го испорача. Што значи двојазичност на целата територија? Во неколку наврати преку дебатите се обидов да објаснам како до сега функционирал законот за локална употреба и употребата на јазиците, за локална самоуправа и употребата на јазиците, а во рацете го држам законот за употреба на јазиците донесен во 2008 и во 2011 измените. И тука во детали, а и во законот за локална самоуправа е наведено како и во кои случаи се употребува албанскиот јазик. Да подсетам дека ВМРО ДПМН и ДУИ го донесоа заеднички овој закон за јазиците. Во тоа време никој вас не ве обвини дека ја терате Македонија кон федерализација, кон кантонизација, затоа што сте дозволиле употреба на јазикот во собранието, затоа што сте дозволиле кореспонденција во судството на албански јазик, доколку тоа го побара странката, употреба во администрацијата во рамките на локалната самоуправа. И што е најинтересно, сите овие детали, па и ние сме сведоци, топ тема на ваша страна снимаше табли во Тетово, во Скопје. Употреба беше на албанскиот јазик, беше со еден збор, да кажам, башибузук, затоа што ако е директорот ДУИ во вашата влада, го употребуваше албанскиот јазик, а ако е директорот ВМРО, не го употребуваше. Значи, и онаму каде што треба, и кај што е пропишано со закон, и кај што не е пропишано со закон, вие дозволувавте употреба. И воопшто немаше расправа околу тоа, а морам да признаам дека ниту имаше протести заради такво нешто, ниту некој ви забележа. Од каде сега вие, 10 години владеевте со ДУИ, една ваква реторика и еден ваков страв дека ќе ја снема Македонија, дека ќе има двојазичност, и може ли да објасните што подразбирате под таа двојазичност? Зошто македонците треба да се плашат од неа? Точно е дека е донесен законот за употреба на јазиците од 2008 година, тоа е факт. Но тоа е закон кој што се однесува на индивидуалните права. Секогаш кога станува збор за употреба на јазик, кој што го зборуваат 20% од населението, и кога станува збор за индивидуално право на користење на тој јазик, со тоа ние немаме проблем. Тоа што значи? И особено кога е тоа во единиците на локална самоуправа, каде што живеат граѓани од етничка заедница кои што се повеќе од 20% како малцинство. И тоа не е двојазичност на цела територија. Тоа не значи дека во Струмица, во Гевгелија, во Штип или во Велес, официјален јазик покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо ќе биде и албанскиот јазик и неговото писмо. Тоа значи дека таму каде што албанците се повеќе од 20%, ќе имаат право да го користат албанскиот јазик, исто како што таму каде што турците или србите се повеќе од 20%, ќе можат да го користат турскиот, односно српскиот јазик. И тоа се однесува на права кои што ги имаат граѓаните од различните етнички заедници, а кои што представуваат повеќе од 20%. Од каде идеја дека во Струмица ќе се употребува и во Берово албански?
Од каде ви имате такви потврдени сознанија? Дека од сега па натаму, ако дојде СДСМ и ДУИ на власт, се ќе биде испишано и другите албански партии. Па Бујар потврди дека се договориле парите да бидат двојазични. Парите во Тетово само ќе се употребуваат. Или ќе се употребуваат и во Струмица, и во Велес, и во Гевгелија. Парите да бидат двојазични. Значи, они се договориле, банкнотите и монетите во Македонија да бидат двојазични. И тоа ќе коштало многу пари, но употребата на јазикот нема оцена. Еве да речеме во судовите, доколку странката е албанец, проширената употреба на албанскиот јазик ќе побара да биде комуникацијата на албанскиот. Само да ви кажам, тоа постоело од секогаш. Затоа и го зборувам, затоа што и во законот е тоа. Ама тоа не е спорно. Доколку тоа во ваше време го донеса. Не, тоа е уште и Југославија било така. Само да ви објаснам. Доколку во Грција, друг сосед, некој македонец има проблем со законот и е изведен пред суд, и на него ќе му се обезбеди преводач на македонски јазик. И тоа е универзално човеково право, кое што е поврзано со правото да ја организира својата одбрана. И ние немаме никаков проблем со тоа. Ни денеска, ниту пак во минатото сме имале. Ниту пак во иднина било кој треба да има. Затоа што тоа е човеково право чие што намалување може да донесе до последици да тој човек биде во неравноправна положба во однос на Значи, проширената употреба на албански јазик во судството за вас не е спорно. Одам по точка, онака како што разговарав и со Оливер Спасовски. Оти мислам дека сега гледачите едва чекаат, нели, да ги ќе морам да ве прекинам. Затоа што една од барањата е тоа. Ако кажете проширената употреба е генерално. Не знам на што се мислите. На ова што ми го кажавте ви дадов директен одговор и тоа е универзално човеково право и тоа треба да се користи, да го има и неговото ускратување би не одвело во сосема еден друг правец на земји кои што не прифаќаат дали употребата, да речеме, на албанскиот јазик на знаците на полицијата во средини каде што има над 20% од друга националност, односно друг јазик, беше прифатливо за вас? Повторно ќе ви кажам. Ако тргнеме вака, ние ќе одиме во тоа што све ВМРО ДПМН преговарало со ДУИ во преговори кои што не успеале. А во исто време по мене не е битно од оваа дистанца. Извинете. Зошто е битно? А во исто време немаме никаков увид за тоа што СДСМ и ДУИ договориле и прифатиле во услови кога веќе се договориле за коалиција. Па сега тука вие сте противречен, затоа што вие како партија и целата оваа атмосфера што се крева е заради прифаќањето начелно на платформата. Од друга страна и самиот велите дека не знаете што се договориле. Од трета страна да речам, јас во ова студио го прашав и Оливер Спасовски. Зарем вас, ДУИ и останатите партии на албанците ви дадоа бланко подписи? Предпоставувам и логично е дека она за што разговарале со ВМРО ДПМН го разговараат и со СДСМ. Не знам, и затоа тоа е предпоставка. Прашувам, затоа што сите брифинзи тоа е многу хипотетички. Да, сите брифинзи говореа дека сте разговарали за двојазичност на амблемите на полицијата во средините за 20%. Сте разговарале за можеби проширена употреба на албанскиот јазик во судството. Дали таблите на државата на Република Македонија ќе бидат двојазични на влез во државата во средини каде што има мнозинство од друга националност јазична. Значи сите овие поедини прашања ви ги поставувам затоа што кога се преговара поидовна точка за преговарачот се работите што ги договарали со вас. Не може сега да измисли нова платформа ако веќе толку зборуваме за платформата. Прво, таа е таа платформа и тие барања се. Не. Има суштинска разлика во разговорите помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ и СДСМ и ДУИ. ВМРО ДПМН и ДУИ не разговараа за платформата. Добро, зашто разговаравте 20 дена открите ми стварно? СДСМ и ДУИ не само што разговарале, него и се согласиле да се прифати платформата, односно се оно од платформата за кое што нема потреба од промена на устав заради тоа што знаат дека не можат да го променат уставот, дека нема. Ма вака ме терате да давам предпоставки што не е во ред. Не можам да сватам дека сериозни политички партии кои биле партнери 10 години и кои што треба да направат коалиција и ви имавте шанса да направите влада, да 20 дена да разговараат за што? За кадровска политика, за министерства, за ве обвинуваат за делење тендери, значи 20 дена зашто разговаравте кога самото ДУИ и останатите партии на албанците кажаа дека приоритет им е барањата и точките од платформата. Тоа за делење тендери е многу интересно, затоа што ДУИ кога беше во коалиција со ВМРО ДПМН беше
криминална власт и работеше само на делење тендери, а сега наеднаш станува Не, за ова јас немам дилеми и го прашав Јовио Спасовски дали ќе бидат гонети тие што направиле. Знаете каква ситуација е креирана сега во овој момент? Муса Џафери бил криминалец и некој што делал тендери, а сега Изет Меджити ќе биде реформатор. Вие најдобро знаете кој како функционирал за овие 10 години. Тоа они внатре треба да си го расчистат. Дали едниот е криминалец, а другиот реформатор и каква е таа дискусија внатре? Драго ми е што изовара. Меѓутоа, зашто разговаравте 20 дена? Морам да се вратам повторно на прашањето зашто е непоимливо да не сте разговарале за вакво нешто. Разговаравме за тоа како да се продолжи коалицијата. Разговаравме за сите прашања, но не разговаравме за платформата. За еден добар дел од прашањата веројатно и се согласивме, но за еден дел не се согласивме. Зашто се согласивте? Па не би коментирал, не би навлегувал се во тоа зашто се усогласивме, зашто не се согласивме, затоа што на крај за ништо не се согласивме. Ако ние преговараме за една, две или 10 работи, од тие 10 работи 7 или 8 се помалку битни, а една или две се позначени, не може да кажете вие за 80% од работите сме се договориле, за малце не успеа работата. Веројатно суштинска била разликата, па заради тоа не сме успеале да се договориме. Но повторно ќе упатам на тоа. Клучно е да видиме зашто се договориле СДСМ и ДУИ. Го најавам прилогот на Тамара Гранчаровска, која направи еден пресек во однос на тоа кои беа изјавите од раководството на ВМРО ДПМН во однос на платформата и како таа беше низ времето кое поминуваше од една платформа албанска, претворена во тиранска, странска платформа под раководство на Рама и слично. Од премолчена до најголема закана за унитарност и државноста на Македонија. Вака ВМРО ДПМН го менуваше ставо за заедничката платформа на албанските партии со кои тие го условија своето коалицирање во кој да е една влада. Донесена на 7 јануари заедничката изјава на албанските партии, во која меѓу другото се побара албанскиот јазик да стане втор официјален јазик во Македонија, не доби никаква реакција од ВМРО ДПМН како закана за унитарноста на државата. Груевски во интервју за Дневник објавено на 8 јануари, еден ден по официализирањето на платформата, а 2 дена пред да го добие мандатот од претседателот Иванов, на прашањето за заедничката платформа на албанските партии одговори. И ние и во минатото и сега и во иднина ќе бидеме речиси 25 партии во коалиција со заедничка платформа. Ако сакаме да играме играта со платформи, нема проблем, така ќе тераме од сега. Груевски во истото интервју одговара на уште едно прашање за платформата во кое наведува дека се надева дека албанските партии се свесни дека ако коалицираат со СДСМ, платформата може да им помогне на социјалдемократите кај албанскиот електорат. Тој ниту со еден збор не ја осуди или посочи платформата како неуставна или закана за унитарноста на земјата. Во периодот по добивањето на мандатот за формирање на влада, ВМРО ДПМН дури и да не ја споменуваше платформата во соопштенијата кои ги праќаше до јавноста, а најмалку во контекст на преговорите кои ги водеше за коалицирање со ДУИ. ВМРО ДПМН не ја спомена платформата ниту во соопштението од 29 јануари со кое информираше јавноста дека договорот за коалицирање со ДУИ не е постигнат. Платформата со ниту еден збор не се посочува како причина за непостигнување на договорот со ДУИ, за разлика од изјавите кои изминативе десетина дена ги даваат представниците на партијата, дека всушност тоа била единствената причина за непостигнување на договор. Во соопштението единствено се наведува дека нови избори се зрело решение за надминување на кризата. Лидерот на ВМРО ДПМН за пропаѓањето на преговорите со ДУИ за платформата зборуваше во интервјуто за телевизија Нова 10 дена потоа на 11 февруари, но ниту тогаш платформата не ја посочи како неуставна или закана за унитарноста на земјата, туку како обид за репреговарање на Охридскиот договор. Исто така беше ставена на маса и платформата од страна на ДУИ. Ние му одговоривме дека ние не можеме да разговараме за некоја платформа која што тие потпишале со други политички партии во друга држава, независно за причините кои биле за потпишување на таа платформа. Ние можеме да разговараме за одредени нивни барања, ако ги стават на маса, но не можеме за туги платформи да разговараме. И ние во платформата практично препознавме дека станува збор за обид за практично репреговарање на Охридскиот рамковен договор. Тоа не беше така кажано и никогаш нема да биде кажано, но беше очигледно со овие барања дека станува збор за обид за репреговарање на Охридскиот рамковен договор.
Реториката на ВМРО ДПМН и на Груевски се заоструваше како што одминуваше времето во преговорите меѓу СДСМ и ДУИ за коалицирање и позитивните изјави на представниците на двете партии дека многу од прашањата за коалицирање се затворени. Груевски загрозувањето на унитарноста го споменува на 26 февруари во интервју за Сител телевизија, кога исто така платформата именува и како тиранска платформа. Во истото интервју тој го повика СДСМ да ја отфрли платформата во замена за поддршка од ВМРО ДПМН за формирање на влада. По двојазичноста веројатно ќе следуваат и други работи. Можеби ќе се оди и веројатно ќе се оди кон федерализација или кантонизација и така натаму, но клучното заради кој што е започната операцијата е промената на името. Откако ДУИ ги даде своите потписи со кои му овозможи на Заев да побера мандат со собрани 67 пратеници во собранието, а неколку дена потоа и да влезе во владина коалиција со социјалдемократите, платформата од страна на ВМРО ДПМН и незиниот лидер беше посочена како државен удар. Па на некој начин државен удар е кога после изборите ќе се донеси платформа во друга држава, а ќе се однесува на вашата држава, во случајот на нашата држава Република Македонија. Кога таа платформа не е изнесена пред граѓаните на избори, кога граѓаните не се согласуваат, кога таа платформа е спротивна на уставот на државата и кога политичарот кој што ја прифаќа таа платформа е уценет. Инаку, она што на целата новонастаната ситуација и повиците на ВМРО ДПМН за заштита на унитарноста на државата и дава призвук на контрадикторност е тоа што ДУИ во целиот извинат период не отстапува од тврдењето дека платформата на албанските политички партии целосно била прифатена од ВМРО ДПМН во преговорите за коалицирање и дека прашањето поради кое пропаднале преговорите меѓу двете партии и продолжувањето на мандатот на СЈО. Ви кажувам дека со СДСМ и со ВМРО ДПМН во моментот немаме разлики по однос на етничките прашања. Ова е таа изјава на Бујар Османи во однос на тоа дека нема никакви разлики ДУИ во однос на етничките прашања. Жалам што ја нема изјавата од вчера. Тогаш Бујар Османи ќе го демонтираше Бујар Османи. Вчера Бујар Османи кажа дека со ВМРО ДПМН се договориле за поголем дел, но за некои прашања во поглед на јазикот не се договориле. Ако прашањето за јазикот за Бујар Османи не се етнички прашања, тогаш во ред. Тогаш е пак ќе вратам на тоа. Не се. Она што ми е многу клучно прашање. Зошто кога видовте што се бараат и што се содржи тоа, не предупредивте веднаш да ја предупредивте македонската јавност и да кажете барем на третиот, на петиот ден од преговорите, ние од ВМРО ДПМН не се согласуваме со ова и предупредуваме дека оваа платформа ќе загрози унитарноста на државата, дека задира во уставот, дека преку редефинирање на Охридскиот договор ќе се наруши Македонија како држава. Зошто? Повторно се враќам на прашањето, го правите тоа сега. Ако сте ќе ви одговорам директно, горе-доле тоа токму ова беа аргументите. Не, горе-доле тоа токму ова беа аргументите кои што ја кажавме на ДУИ заради кои што ние не разговаравме за платформата. Меѓутоа не кажавте јавно. Чекавте ДУИ до последно да каже дали ќе дојде во влада или не. Топката беше цело време кај ДУИ, не беше кај вас. Зошто вие не кажавте децидно? Не ви рекол дека топката цело време беше кај ДУИ. Меѓутоа зошто не беше вие не пресекавте разговори? Ги чекавте до последно. Во едни разговори и двете страни имаат своји позиции. Во тие разговори ДУИ има свој барања, ние имавме наши барања. И нашиот договор со ДУИ, кој што долку го постигнавме, ќе беше симетричен договор. Договор кој што и од двете страни има подеднакви, би рекол, права и обврски, се вака да симплифицирам. Ова што сега го гледаме помеѓу СДСМ и ДУИ е асиметричен договор. Договор во кој што СДСМ само дава, а ДУИ само добива. И тоа е така. Затоа што СДСМ овие ги избори ги изгуби. И секогаш, дозволете ми, и секогаш кога ќе се прави влада, кога ќе прави влада оној кој што ги изгубил изборите е спремен да даде многу повеќе од оној кој што ги добил изборите. Не ми одговоривте на прашањето зошто не предупредивте на третиот, петиот, десетиот ден дека тоа и тоа се бари Македонија ќе биде загрозена. Па и немаше можеби да продолжат преговорите на релација СДСМ. Македонија не може да биде загрозена доколку најголемата партија, владеачка партија, партијата која што победила на изборите, воопшто не сака да дискутира за таа платформа и таа платформа нема никаква шанса да стане дел од нашиот правен поредок. Ниту пак од делот на дискусиите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Во оној момент кога таа де факто станува дел
од нашиот правен систем, со прифаќањето на или се отвара можноста да таа да стане дел од нашиот правен систем, со прифаќањето на СДСМ на платформата, тогаш работите многу се сензибилизираат. Дали знаете кои беа поединичните програмски барања на албанските партии на овие избори? Тука зборувам не само за ДУИ, зборувам и за партијата на Села, зборувам за БЕСА. Уште тогаш се надзираа некои контури на тоа кој како ќе се однесува. Еве ќе ви цитирам да ве потсетам. Движењето БЕСА бараше целосно редефинирање на државата. ДП бараше дводомен парламент. Партијата на Села бараше двонационална држава. ДУИ бараше исполнување на ветувања во рамките на Охридскиот договор. Меѓутоа вие бевте многу предпазливи за време на кампањата, се насочивте само против Заев и со неговата стратегија за земање на албански гласови. За разлика од сега, кога сосема ви се сврте фокусот и излегува ВМРО ДПМН од една партија која во 10 годишниот мандат го прифатила и барањето за кашките случаи да не се процесуират во Македонија, прифатила закон за јазиците, прифатила многу работи кои се во интерес на оваа држава во која што живеат и други националности, да сега бидете партија која што личи на антиалбанска. Не. Прво, сакам да расчистам нешто. ВМРО ДПМН нема ништо против албанците. Напротив, ВМРО ДПМН како партија има направено многу за албанците и за сите граѓани. И ВМРО ДПМН не сака да ги дели граѓаните по етничка основа. ВМРО ДПМН се залага Македонија да опстои како мултиетничка држава, а не како бинационална држава. Тоа е концептот на кој што ние се спротивставуваме. Меѓутоа барањата беа јасни во предизборната кампања. Само една работа, го споменавте Села. Заев има сега огромен проблем. СДСМ и ДУИ не прават влада сами. СДСМ и ДУИ немаат доволно пратеници за да направат влада и ако немаат уште една партија, најмалку, тие не можат да имаат мнозинство. Клучното мнозинство тука го прави Села. Зашто може и БЕСА. Може и БЕСА, да но клучното мнозинство го прави тука Села. Со БЕСА би било малце потешко заради нивниот став кој што е во однос на ДУИ, за тоа дали би биле со ДУИ во иста влада или не и нивните Добро, односи. се уште не се знае, преговарат се, можеме да го се предпоставиме. Еден од клучните фактори, тука нема да сгрешиме ако така го кажеме, еден од клучните фактори за формирање на влада е токму Села. Како Заев ќе направи коалиција и ќе седи во иста влада со човек кој што него лично не го признава како македонец и вика дека македонците не постојат, дека се вештачка нација и дека они, албанците, помагале во овој период да се гради македонскиот идентитет. Какво ќе биде чувството на Заев да направи влада со човек кој што не го признава неговиот идентитет и идентитетот на народот на кој што Заев припаѓа? Заев е во огромен проблем. Едно е во парламент што ќе збориш. Уште друга работа е што ќе се збори во кампања. Во кампања многу често се зборат многу работи. Нешто тоа ќе се реализира, нешто не. Има многу политички партии кои што се спремни се да кажат во кампања, па после се повлекуваат и така натаму. Но да таков политичар биде еден од клучните фактори за формирање на влада и да седи во владата на Република Македонија или да биде дел од владата на Република Македонија е многу сериозно опасна ситуација, особено што тој човек смета дека ние овдека не сме македонци, нешто друго сме, не знам што сме. Ако не сме македонци, треба да каже и што сме. Така? И со таков човек Заев да направи влада. Така да Заев има многу тешка ситуација сега. Ова па да го објасни и ова да го надмени. Ке ве вратам да се присетите, ве прашувам вас како ви беше чувството кога министерот за одбрана Фатмир Бесими се поклони на споменикот на УЧК во Слупчан? И до многу вакви работи. Одлично, интересно прашање. Значи, ако зборуваме веќе за чувството. Ако ги гледате и многу такви примери имам сега да не ги набројувам. Не, ова е сосема различно. А бевте во иста влада. Не, интересно е прашањето, но по мене е лоша компарацијата. ДУИ од секогаш тврди дека е практично политички континуитет на она што претходно беше ОНА или УЧК и така натаму. И од тој аспект они имаат определени ставови за заштита на нивни права и така натаму, и тоа е нивниот политички фокус. Ова е нешто сосема друго. Затоа велам компарацијата е различна. Со поклонувањето на споменикот на УЧК со кој што ја не се согласувам, сметам дека беше погрешен потек, не се негираше постоењето на македонците и македонската нација. Села директно, јавно и вака би рекол
без воопшто да се замисли, негираше постоење на цела една нација. Рече дека јас не сум македонец. Меѓутоа и тоа беше во предизборна кампања. Што сум јас? Ако и релевантно е. Ќе видиме што ќе биде во владата, затоа што од ова истото столче кај што седите ви, Артан Груби во предизборната кампања велеше дуи раководи со општините, дуи раководи со владата, дуи раководи со локалната самоуправа. Значи Како тоа мислите беше раководи? Така, дека значи зборувам дека во предизборна кампања се користеше многу жестока риторика, меѓутоа да се вратам на клучното прашање. Жестока риторика и лажни ветувања е едно, ама да навредиш цела нација и да кажеш дека е вештачка и дека не постои е нешто сосема Ќе друго. видиме дали ќе добро. Јас не можам да преюдицирам дали ќе влезат и што ќе прават, тогаш ќе ги критикуваме кога ќе бидат за критика. Жана, извини, ама не одбранлива моја оваа позиција. И дека колку и да се труди било кој да ја одбрани позицијата или да релативизира позицијата на села, тоа не може Апсолутно тоа немам намера да го постигне. релативизирам, сакам да кажам дека како новинар кога ќе дојде време тоа да се прави, јас ќе го критикувам ако треба. Од дуи велат дека разликите Дојде време, затоа што со него се потписти, со него има мнозинство. Од дуи велат дека разликите поради кои пропадна договор за коалиција беше СЈО, ниту закон за јазици, ниту платформа. И дека вие не сте се согласиле за продолжување на мандатот на СЈО. Зошто? Тоа беше еден дел од ДУИ, друг дел од ДУИ вика дека дел од законот не ни е согласен. Добро, сега за овој дел што вели СЈО, бидејќи дефиниравме. Мене ми е жал, само да појаснам за гледачите. Ние договоривме интервју со Тодоров, и ова оди како интервју заради тоа што сакав да го направам континуитетот од она интервју после Оливер Спасовски, да имаше тука представник од ДУИ, ќе беше уште подобро да знаеме што невистина се договоривте, што не. Меѓутоа, еве, дали е вистина дека заради СЈО еден дел пропадна разговор? Па практично уште еднаш ќе повторам, Пуер Османи вчера го демантираше истото тоа дека не сме се договориле само заради СЈО. Ја пак ќе кажам те утре, али ќе вели поинаку. Да, окей, супер. Значи они во ДУИ имаат различен став за исто прашање. Во ред. Тоа да го констатираме. А јас ќе ви кажам дека првото прашање за кое што се усогласивме, за кое што преговаравме, беше СЈО. И се договоривме дека тоа нема да биде пречка за формирање на владино мнозинство, имајќи го предвид нашиот и нивниот став за СЈО. Они сметаат дека СЈО треба да се продолжи. Си знаат они причините, не сакам да навлегувам и не е коректно сега да кажем зашто они имале таков став, тоа нивки ги прашате, а ние имавме став и имаме став дека не треба да се продолжи мандатот на СЈО. И вие ќе се останавте на вашиот и на нивниот? Се договоривме, да. Дека сме се согласиле да не се усогласиме. Така гласеше договорот. Добро, мислам дека искрено го говорите затоа што откривате детали од разговор. ДУИ да поднесе измена на закон со кој што ќе бара продолжување на договорот за СЈО, а ние тој закон да не го гласаме. И можам да ви објаснам зашто го имаме тој став. Добро, вчера да не се повторуваме, Антонио Милошевски од ова студио кажа дека договорено помеѓу 4 партии, дали ќе се продолжи или не мандатот, значи да не ги објаснуваме тие детали. Најавам пауза за реклами, меѓутоа морам потоа... Би сакал да ги објаснам, ја за сега долку ми дозволите, но после рекламите. Повелете. Не, повелете, можете и сега, повелете. Вака, СЈО кога го договоривме, тоа беше со цел да се истражи се она што како обвинување се појави во јавноста, со цел да се докаже дали е тоа направено или не од една институција која што тоа треба да го направи непристрасно, непартизирано и неселективно. Она што денеска го гледаме е целосно спротивно. Гледаме еден целосно партизиран и селективен пристап на обвинителство кое што се повеќе личи на партиско обвинителство или еден инквизаторски орган кој што е насочен кон само една политичка партија во Македонија. Да ве потсетам дека СЈО се формираше по објавувањето на аудио разговорите кои вие не ги признававте, во кој што има елементи за гонење на криминал. Ја го кажав тоа. Ние го поддржавме СЈО. Тоа не може да го спориме. Ние го поддржавме, го гласавме тој закон. Ја бев еден дел од тимот кој што преговараше за тој закон. Го гласавме тој закон и заедно ја избравме и обвинителката во специјалното јавно обвинителство. Значи, тоа не го спорам, тоа не е аргумент. Друг е аргументов што го кажувам, начинот на нивното функционирање, за кој што ние сметавме дека ќе биде поразличен. Сметавме дека тоа треба да биде орган кој што непристрасно и неселективно ќе расчисти што се случувало. Она што денеска го гледаме е целосна спротивно. Добро, сакам да ве прашам како... Она што уште повеќе мене како искусен политичар мора да ми одговорите. Доколку во рамките на ВМРО ДПМН има луѓе кои што направиле криминал,
кои што снимки упатуваат на направен криминал, и тоа треба да се истражи, зошто по дефолт сметате дека ова обвинителство е пристрасно? Зошто барем не наброите дека од 10 случаи, ако 5 вредат да се истражат, нека се истражат? Вие де факто за целиот процес велите дека е еднонасочен, дека е пристрасен. Немаме никаков проблем нешто да се истражи и воопшто Мислам, здраво е за партијата ако истражите, веројатно. Ако некој, точно, ако некој сторил нешто неправо, ако некој сторил некое кривично дело, да одговара за тоа. И ние тоа јавно сме го кажали. И зошто Катица Јанева по дефолт не е пристрасна кон СДСМ, ако треба да истражува барем тројца сериозни кои направиле индици за криминал кај што? Не тројца, 30 нека истражува. Но тоа треба да се прави во согласно со закон и не поставувајќи се над законот и над системот. СЈО во овој момент функционира како партиски орган на СДСМ, но во овој момент. Како ќе функционира во иднина, не знам. Она што мене повеќе ме плаши во поглед на постоењето на СЈО е зашто тоа обвинителство е формирано, а не и како работи. Не значи, а не како работи, него и како работи, за да не бидам сватен погрешно. Работи целосно партизирано и пристрасно. Се секирам дека тоа обвинителство е направено со цел на еден долг период да ја држи Македонија во една подредена ситуација и во ситуација на уцена. Па секој оној кој што нема да се согласува со некој кој што одлучил дека такво обвинителство треба да се направи, да биде гонето тоа обвинителство. И тоа е многу опасно. Добро, утре може и СДСМ да биде гонето, ако не само се продолжи СДСМ, мандатот, утре, и ДУИ, и сите партии. Ја да ви кажам, имам вака, поприлично сум сигурен, не можам да кажам дека знам или е така, дека СДСМ има договорено или си има согласено и за некои други посериозни отстапки, кои што може да бидат во поглед, не знам, на името или во некој прашањата секако ќе ги отвориме, да се задржиме на СЈО. Ако тоа што го ветиле некому не го реализираат, СЈО и против нив ќе почне истрага. Добро, вие СЈО, значи теорија на заговор сега ми кажувате. Дека некои странски служби го создадоа СЈО како инструмент за промена на име, двојазичност, кантонизација, федерализација. Од кога вака почнав да размислувам? Од моментот кога побараа продолжување на рокот. Да има определен рок за поднесување на истраги, не беше предлог на ВМРО. Тоа беше првично дискутирано и од експерти, странски експерти, кои што дојдоа во работните групи и предложија ваков пристап. Па потоа беше прифатено од други партии и на крај во преговорите одлучивме да трае 18 месеци. Идејата за продолжувањето не е дека му се потребни дополнителни 2, 3, 5 месеци или година дена на СЈО, него идејата на продолжувањето, ако се продолжи еднаш, да се продолжува постојано. И тоа е она што ние сакаме да го сопреме. Има можност обвинителство македонски институции основани согласно постојното законодавство, уставот и така натаму, кои што функционираат долго време и се дел од нашиот правен поредок. Долго време и дека ништо ни една тужба не покрена. Не е точно. Тука ќе морам да се престанам заради рекламите, ама затоа ќе ги задржиме гледачите за да продолжиме на оваа тема и многу ме интересира оваа нова теза од каде СЈО сега излезе дека е едно такво создавање на еден таков инструмент што Македонија ќе ја натера кон отстапки во однос на надворешната политика или внатрешната политика. Останете со нас и по рекламите. Се враќаме со интервјуто со Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Застанавме кај тоа зошто е формирано СЈО според вас и дали тоа ќе биде инструмент кој што во наредниот период или годините може на некој начин да ја дестабилизира Македонија, така ве сватив? Не да ја дестабилизира, него да управува со процесите во Македонија или да биде инструмент за присила некои политики да бидат прифатени или не. И тоа е сериозно опасна работа. Зашто доаѓаме до ова? СЈО имаше определен број на обвинители. Долго дискутиравме за тоа колку ќе има обвинители, помалце, повеќе, на крај рековме колку сакаат нека имаат. Одбраа определен број на обвинители, за после некое време да е две обвинителки или двајца обвинители им беше прекинат договорот, беа избркани и беше дадено образложение дека нема доволен
обем на работа за да има толку број на извршители, односно обвинители. И сега како се приближуваме до крајот на периодот во кој што СЕО има право да поведува истраги. Значи, со ова не завршува СЕО. СЕО ќе се тера во наредни 4 години. Да, ќе ги отвори постапките за тоа што е отворено. Доколку судството биде според мене реформирано и дозволи да се водат, а не како сега, како се судството треба да е предмет на постојани реформи, како што власт е било. треба да се оддели од партијата и државата. И како што е сега. Така треба да биде, така требаше да биде кога СДСМ во парламентот во еден парламент само со една партија ги избраа сите судии. И ако направите една анализа за тоа колку од судиите кои што беа избрани во тој период и сега се судии, ќе видите тука е проблемот затоа што се повторија работите. Добра е критиката од ваша страна, ама лошо што се продолжи праксата. Има во партизирањето на судството. Не, се извинувам. Едно е да бираш судии во парламент од една политичка партија, каде што основен критериум е припадност или лојалност кон една политичка партија, а друго е да бираш судии врз основа на постапки и процедури за кои што си добил позитивно светло. Постапките не се спорни и ние никогаш не одиме во таа насока. Спорни беа одлуките. Меѓутоа тоа е очигледно долго време не сте биле на интервју и знаете колку многу прашања има кои треба да ги одговориме, меѓутоа да се задржиме на СЕО. Но мислам дека одговараме на голем број прашања, така да од тој аспект мислам дека е добра дискусијата. Ако треба да се вратиме на СЕО. Значи, од една страна велат, немаме доволно работа за волка број на обвинители, а се викаат, не, нас ни треба повеќе време. Ако ви требало повеќе време, тоа значи тоа истото можеле истиот обем на работа сте можеле да го завршите со поголем број на извршители. Едноставно е. Добро, да не се враќаме многу на прашања кои веќе ги елабориравте во минатото и се јасни за јавноста. Зошто сметате, тоа е јасен аргумент. Зошто сметате дека СЕО ќе биде користено во иднина за одредени можеби политички одлуки или како инструмент на заплашување? Само да потсетам дека во Романија, на пример, постои една таква институција која што го гони криминалот на разни политичари од различни политички партии. Прашање и таму колку судовите потоа донесоа одлуки, не донесоа, за жал и таму многу. Меѓутоа Романија оди напред, таа е во Европска унија и апсолутно никој не забележува. И да ве потсетам една работа, доколку се согласувавте со она што треба да го работи СЕО, да ги истражува постапките и да велите ако има нечесни во вашите редови да бидат истражувани, зошто тогаш беше потребна аболицијата на Иванов? Не сакам да навредам некоја земја, не би сакал, но вие како новинар можете да истражите каде е Македонија во однос на повеќе некои земји од Европската унија, членки на Европската унија, во поглед на перцепцијата за корупција. Да, има разни извештаи. Меѓутоа да ми биде домашна задача. Зошто тогаш аболицијата од Иванов ако веќе СЕО ги почна постапките? За аболицијата на Иванов имавме став ние како политичка партија, немаме промена на нашиот став, но не сакам да кажам дека како да покаже ВМРО ДПМН е страв дека тоа е се ставено на страна, така? Дека истражувањата на СЕО се поништија сите аболиции освен она едната на Заев и само таа е жива, условно кажано се уште аболиција, ако он има можност да побара да му се поништи, единствен политичар во Македонија кој што претендира и премиер да биде, кој што е аболициран. Така да тоа би го оставиле на страна, тоа е завршена работа и од тој поглед и СЕО и органите на прогонот и судот така натаму може во една постапка да ги истражат сите акти или дела за кои што има сомнение или сомневање дека се предмет на кривично дело и во една транспарентна постапка да се дојде до одлука. Но она што сега го гледаме ние и начинот на кој што СЕО функционира е креирање на перцепција на осуденик, на осуден човек за тој за кој што искачуваат. Кога излагаат на пресконференција, они излагаат со пресуда. Велат тој човек со тие иницијали и го опишуваат, практично го сликаат, сите знаат за кој човек станува збор, за кој лице станува збор, го сторил тоа кривично дело. Практично тој човек е осуден. Зашто го прават? Само извинете да потсетам мала дигресија. Во 2009-2008 ВМРО ДПМН ја почна својата кариера, да речем, и беше во подем со апсењата на многу поранешни функционери, можеби на СДСМ, бизнисмени блиски до претходната власт, луѓе кај што нашла и криминал, не велам дека не. Меѓутоа сите беа сликани, сите беа снимени, сите беа со лисици на рацете и беа јавно анатемисани. Само да потсетам да една мала дигресија во однос на тоа дека велите сега СЕО кажува вака и вака, како потсетување сам. Со цел ризик некој погрешно ме сфати. Искрено ќе кажам, тоа не ми се допаѓа. Значи, тој принцип не е добар. Ние мораме да се држиме до принципот на презумпција на невиност. За секој и за секого.
И тоа треба да важи за секого. И секој треба да го почитува. Ако него не го почитува или имало нешто кое што може да упатува на нарушување на ова правило, тоа треба да се осуди. Сега, перцепцијата. Што е идејата на СЈО? Идејата е не да те судат фактите и доказите, или судот него да те суди перцепцијата. Ако се искрида перцепција дека тој е крив, многу тешко ќе биде на било кој судија и покрај факти и докази кои што упатуваат дека не е крив, тоа да не го направи. Односно, ако го направи, тој судија да биде обвинет дека е пристрасен, дека е корумпиран, земал пари или е партизиран. И тоа е многу сериозно опасна работа во правото. Да те суди перцепцијата која што оние ја креираат. Да идеме со еден пример. Последниот случај што ќе тргнам од него и не би сакал да коментирам случај, но е да го земеме овој случај. Вика вака, трга од нешто што навистина се случило. Имало тендер, на тој тендер победиле определени компании, тој тендер бил 17,6 милиони евра, склучен е договор и исплатени се средства. Дали е тоа вистина? Вистина. И сега тука треба да видиме дали има некои елементи кои што можеби они тврдат дека и го инкриминира целиот случај. Ја би ве повикал, би ве замолил како еден од подобрите истражувачки новинари во Македонија да испитате она што го тврдат со таа дробилка дали е вистина или не. Целото обвинение се темели на тоа дека дробилката или најголем дел од обвинението, знам дека сте правник по професија. Добро, веројатно навлегувам во правна тема. И тука ќе завршам, нема да сакам да дискутираме нова. За да не биде дискусијата. Тоа значи дека може да бидете добар адвокат ако не сте веќе министри и ако не сте во влада. Да, претпоставувам би идов во таа професија повторно ми се вратил. Друга ми е поентата. Поентата ми е да испитате како истражувачки новинар дали е точно дека таа дробилка на која што практично се темели целата инкриминираност ги исполнува условите од тендерот или не. Зашто ова го говорам? Поентата ми е генерална, за да не навлезам во детали. Поентата ми е ако излезе да се брани тој што е обвинет и почне да објаснува сега за дробилката, ваков капацитет таков имала, народот треба да се рече овој се вади, го направил тоа и тоа, украл 17,6 милиони евра и сега нас ни кажува овдека приказни и овдека сега ни кажува приказни за дробилката. Но ја би ве замолил, како истражувачки новинар, испитајте дали е тоа така или не. Јас само сакам да ве потсетам. Многу случаи во мојата кариера сум испитала и драго ми е што можеби овој ќе се најде во код. Меѓутоа, факт е дека обвинителството покренува истраги. Тие се истражуваат во предистражна и истражна постапка. Многу случаи пресудени на Врховен суд. Знис колку беше типичен пример, меѓу првите на организиран криминал беа бутнати што се вели. Ова е последно прашање што ќе ве прашам на оваа тема. Од она што се случуваше понатаму, тие отвориле во истрага. Дали е во ред или не, мислам дали таа ќе биде докажана, се докажува на суд. Меѓутоа она што се случи, особено со функционерите од ВМРО-ДПМН, кога требаше да им се одреди притвор, кога требаше да им се одземат патни исправи и слично. Голем дел од судиите или беа менувани, или покажуваа на некој начин страв, или не сакаа да пресудат. Цело време во јавноста и она што се гледаше и од самите нивни постапки, како судиите да се уплашени од власта, односно од ВМРО-ДПМН, да не случајно пресудат и да не случајно остават некој во притвор од оние функционери ваши. Од и тогаш не се знае што ќе се случи со нив. Ништо не може да се случи, но токму тоа е ова што се обидувам да го објаснам. Креирањето на перцепцијата за виновност. Меѓутоа зошто? Само малце. Ова се тезите на СЈО. СЈО вика дека судот погрешно постапил, не бил, не знам, уплашен бил, се прави притсуд на суд, така натаму. Се случи на вистина кога требаше да донесува одлука. Само заради тоа што одлуката што е донесена не им се допаѓа на СЈО. Ама една одлука беше различна. СЈО се поставува како да е над судот.
СЈО се става во улога да го суди судот, а СЈО е странка во постапката. СЈО има согласно поставеноста на и кај нас и било каде во Европа, обвинителот е тој кој што има обврска да докаже дека некој друг сторил кривично дело, а нема обврска тој на кој што му се става на товар дека ставил кривично дело да докаже дека е невин. Така да они тоа веројатно тешко го разбираат и секоја одлука која што не им оди во прилог, за секоја одлука која што не им оди во прилог, го обвинуваат судот дека е, не знам, пристрасен, под притисок или значи вие или нема да селективен. прифатите која истрага да се води од СЈО, таа не важи за вас. Не, во ниту еден момент тоа не го реков, но ако истрагата се води селективно, ако се води пристрасно и ако се води со прекршување на правилата и законите, во тој случај ќе се спротивставуваме на тоа, затоа што имаме демократско право да го правиме тоа. Уште едно прашање во однос на преговорите со ДУИ, тука ќе завршам бидејќи сакам да се концентрирам на она што го прави председателот, а и вашите односи со меѓународната заедница. Дел од работите што ги побарало ДУИ е со владата, доколку се направеше коалиција, да не раководи Никола Груевски и значи воопшто Никола Груевски веќе да не му се дава тој легитимитет што го има сега. Или во превод, она што му се случи на ВМРО-ДПМН во времето на Лјупчо Ѓоргиевски. Се тргна од партијата, се тргна од раководната функција, се тргна од премиерско место, ја предаде партијата на Груевски. Во тоа време ВМРО-ДПМН имаше сенс за реформи. И по она што се случи со ВМРО-ДПМН, според мене само излезе посилна партија. Дали и зошто овој пат не прифативте такво нешто? Ќе ви одговорам кратко и прецизно. Ова не беше причина за постигнување или не постигнување договор. Дали Груевски ќе раководи со владата или не. Исто така и ДУИ преговара со мандатор Никола Груевски. Меѓутоа, зошто одеднаш одлуката на ДУИ беше по толку време преговарање дека веќе со ВМРО-ДПМН не се преговара со цела партија, не зборам само за одредени луѓе. Имаше спекулации дека со ВМРО-ДПМН ќе се направи влада, ама не со сите луѓе од ВМРО-ДПМН. Треба да ги прашате ДУИ за нивните ставови, гледам дека и они во ДУИ имаат различни ставови, стварно не би сакал да коментирам ставови. Дали доколку се постави на еден партиски конгрес прашањето за одговорноста на Никола Груевски за една ваква ситуација во која што не е во влада и неговата лидерска позиција биде ставена под прашање, дали е можно ВМРО-ДПМН да го направи она што го направи со Лјупчо Ѓоргиевски? Доколку смета партијата дека е подобро да биде без Никола Груевски, да заради приближување кон Европска унија, кон НАТО и слично, да биде ова прашање ставено на дискусија. Ова не сакам да биде тенденциозно сватено, туку сакам да биде сватено како демократија во една партија, реформи и слично. Ако ме прашувате лично, како човек, прво Никола ми е и пријател и ја не би се свртал против него и не би направил ништо нешто што е против него. Од друга страна, ако ме прашувате како дел од партија, од колективитет, одговорот е исто така многу едноставен, а тоа е човек што има најголема доверба во Македонија во овој момент. И не ми е јасно од каде и зашто постои таков анимозитет кај некои луѓе против Никола Груевски, во исто време кога е тоа човекот кој што има во овој момент најголема доверба кај граѓаните во Република Македонија во однос на сите останати политичари. Рековте анимозитет, меѓутоа, она што и се случува на ВМРО-ДПМН како партија во последно време, а веројатно и перцепцијата кај јавноста се менува заради вашето однесување, тоа е однесувањето кон меѓународната заедница. Сведоци сме на партиски соопштенија во кои вие терате кавга со амбасадори. Конкретно, ја земам германската амбасадорка. Факт е дека ако за нешто ВМРО-ДПМН во минатото, зборувам од 90-тите години па натаму, се гордееше, беше блиските односи со Германија, беше контактите со Ангела Меркел, беше подготовката на вашата партија и блискоста со Конрад Аденауер. За да на крај, во едно соопштение од партијата, вие ја прашувате германската амбасадорка дали е тоа нејзин став, не баре дошла тука на одмор, или е став на Берлин. Зошто ваква риторика? Видите, ставот на ВМРО-ДПМН во однос на нашите пријатели од Европа е непроменет. Ние сме и понатаму, сме и ќе останеме партија чии што основни стратешки приоритети се членство на Македонија во Европската унија и НАТО. Но несогласувањето со некои постапки или несогласувањето со некои работи или несогласувањето во дискусијата со некои од амбасадори или представници на меѓународната заедница не значи дека во ист момент ВМРО-ДПМН
се свртела против таа држава. Принципиелно е секој да се ги каже своите ставови и секој да ги каже своите позиции. И тоа во демократија и особено во демократска Европа е една придобивка од која што никој не сме да се откаже. Секој треба да има право и има право да искаже свој став и своја позиција. Ако ние сметаме дека во овој момент подобро за Република Македонија е да се задржи определен став или имаме определено гледање за некоја работа, на тоа ќе си обстоиме. А ако за тоа прашање некој представник на странска држава, амбасадор или вработен во амбасада има поинаков став, јасно ви кажа амбасадорката дека тоа е став на Берлин. Исто како што и Стейт департментот јасно одговори на тоа дека Америка не го менува ставот во однос на прашањата во Македонија. Значи јасно одговори амбасадорите и јасно се виде од државите дека тоа е став на државата која го испратила амбасадор. Дали тоа се вие сериозни сметате, држави. Добро, но дали вие сметате дека било која партија или било која влада во Македонија треба сервилно и по секоја цена се она што ќе им се каже од странство да го имплементира? Меѓутоа не се работи за една држава, се работи за Германија, се работи за САД. Еве се скарав Не сме се скарали. Народски кажано. Му забележавте на амбасадорот на САД дека е близок со одредени невладени организации кои потпомагаат левичарски партии и слично. Се обидовте веројатно со лобирање кај одредени конгресмени тоа да се стави под истрага, добивте конкретен одговор од Стейт департментот дека таа политика не се менува. И вам ви е јасно, вие сте искусен политичар. Ставот на САД кон Македонија е 25 години ист, не се менува. Администрацијата таму е професионална. Тука не се работи за Македонија, дошле ВМРО, па смениле цела администрација, дошле СДСМ, па и сега ќе менуваме и судии, како што видите вие. Не знам, за Америка се е интересна дискусијата таму. Добро, сега е интересна, меѓутоа факт е дека добивте конкретен одговор од Стейт департмент, добивте конкретен одговор од Берлин. Добивате денеска еве од Франција барање да се формира владата, да се дозволи формирање на владата, да не се пречат институциите тоа да го прават. Објаснете ми ВМРО да не набројам уште колку држави не дозволува формирање на влада. Со кој чекор? Со најмногу со чекорот, има неколку чекори. Ајде да одиме по ред. Ако зборуваме што е во ваши раце, да не речете Иванов не е, а ќе дојдам и до него, кога се свика седницата на собрание, седницата ја свика значи председателот Трајко Велјановски, таа не продолжи, за да ја свика може уште утре да ја свика ако сака. Зошто не ја свикува? Има ли барање за свикување на седница? Еве зошто не ја свикува, за да кажете дека не сте вие тие што блокираат. Дали има барање за продолжување на седницата? Најавено е дека ќе се случи и тоа во сега. Меѓутоа еве збориме ако сакате да кажете дека сте партија која апсолутно не го блокира процесот, зашто тоа не го направите? Нема, процесот не е блокиран од ВМРО во ниту еден момент. Ја ви кажам, ова не е чекор. Вие сега поставувате хипотетичко прашање, доколку би се поднело барање за продолжување на седница, дали Трајко Велјановски ќе продолжи седница? Па ајде така, дали ќе Ама не, тоа е идна работа. Добро, во овој момент дали има блокада од страна на ВМРО ДПМН или не? Тоа е клучното прашање. Во овој момент има две работи. Едната е стравот наметнат во јавноста, нели, од платформата. Протестите кои ги гледаме секоја вечер на улица. Оние фамозни тројки на деца, да не се изразам полошо, што напаѓаат новинари, плукаат и слично. Ниту стравот е предизвикан од ВМРО ДПМН во јавноста, стравот е предизвикан од прифаќањето на платформата на СДСМ во преговорите со ДУИ и незнаењето што е прифатено. Корespondира со вашиот став како партија и оние што ги гледаме на улица. Од страна на граѓаните што е прифатено. Ниту пак тие тројки се организирани од ВМРО, ниту пак протестите на улиците низ Македонија се организирани. Ниту молотовите коктели кои беа фрлени. Ниту молотови коктели, ниту на ВМРО ДПМН во овој момент најмалку што ја одговара е насилство. ВМРО ДПМН никогаш во историјата, тргнете на назад, не се занимавала со насилство. Ниту пак предизвикувала насилство за разлика од СДС. За разлика од протестите кои што они ги организираа, каде што имаше нападнато полицајци, каде што се вандализираше државен имот. ВМРО ДПМН во минатото, еве направете една анализа. Нема протести во кои што се удирало по полиција, нема протести во кои што се вандализирало. А уште повеќе овие протести не се организирани од ВМРО ДПМН, се организирани. Сега е вака, значи сепак сум сериозен новинар, ваше е политички да одговарате, меѓутоа факт е дека тие ставови што се на луѓето и организаторите кореспондираат со ставовите на ВМРО ДПМН. Еве да кажеме, ако дел од луѓето се плашат од платформата, другиот дел се плашат дали доколку се свика седница на собрание, ВМРО ДПМН ќе почне да го блокира, да влегува насилно во собрание. Не зборам ВМРО ДПМН, граѓанските организации кои што вие велите не се под капата на ВМРО ДПМН.
Ке дозволите ли, еве, не блокирате, нека побараат формирање, односно седница на собрание, нека се избере нов председател. Сето тоа велите дека може да се направи. Дали ќе го спречите тај ВМРО процес? ДПМН нема да преземе ниту еден чекор со кој што се е во правец на уништување на институциите, во правец на крирање на немири или во правец на предизвикување на тензии кои што може да завршат со, не дај Боже, повредени и така натаму. Значи ВМРО ДПМН за цело време. Ама може пак да кажете не сме ние со Молотев, значи дали ќе ги повикате граѓанските организации кои сега се на улица да бидат смирени, да не предизвикуваат тензии, да дозволат да се одржи седницата на собрание и слично. ВМРО ДПМН не ги контролира тие. Меѓутоа може да повика на смиреност. Не ги контролира граѓаните. ВМРО ДПМН може да повикува на смиреност и ВМРО ДПМН секогаш што го правило. Секогаш повикува на смиреност, секогаш повикува на избегнување на реторика која што е запалувачка, избегнување на реторика која што е навредувачка и така натаму. И ВМРО ДПМН ќе си остане на тие позиции. Но што ќе се случува во наредниот период, многу зависи од СДСМ. СДСМ има многу едноставна работа да направи. И кризата да заврши. Да се откаже од платформата и да прифати понудената рака од страна на ВМРО ДПМН да си формира малцинска влада. Ние сме подготвени да ги поддржиме доколку албанските во соработка со албанските партии се избере таа влада, ние сме подготвени да ги поддржиме безусловно само доколку се откажат од имплементацијата на таа платформа. Мислите дека тогаш ќе биде Македонија мирна? Можно ли е влада без партиите на албанците? Да, затоа што СДСМ е моментално партија и на албанците. СДСМ доби меѓу 60 и 70 илјади албански гласови. Во овој момент веројатно на анкетите е една, ако не прва, втора албанска партија по поддршка и од тој аспект албанците воопшто нема да бидат исклучени, него напротив ќе бидат вклучени. Тоа е една работа. Втора работа, со самиот факт што се неповратно уби правилото победникот со победникот, ова прашање веќе не може да се стави на маса. Во Македонија имаше правило кое што беше наметнато како резултат на долго инсистирање на ДУИ, но и како резултат на повеќе, да ги наречам, сугестии и убедувања од страна на меѓународната заедница дека победникот во македонскиот блок треба да коалицира со победникот од албанскиот блок. Колку и да ова изгледа чудно, колку и да ова изгледа надвор од некој Да, тоа беше во ваше време, тој мајски договор, да потсетам дека беше. Меѓутоа само да кажам, зашто вие не инсистиравте на победникот со победникот? Видите вака сега, 2008 година за прв пат се востанови наместо за платформата. Ќе одговорам и на тоа. За прв пат ова правило се востанови 2008 година. После 2 години сериозни разговори и блокада на парламентот на власт и ВМРО го прифати тоа. Од страна на ДУИ и после доста убедувања разговори со нашите пријатели од Европската унија и од НАТО и Соединетите американски држави. Го прифативме тоа правило 2008, освоивме повеќе од 61 пратеник и покрај тоа што можевме да направиме влада без ДУИ, без ниедна друга партија, се задржавме на тоа правило и ДУИ стана дел од влада. Сега не инсистиравте истото на тоа? Беше и во 2011, истото беше и во 2014. Зошто сега извадивте платформата како аргумент? Зашто не инсистиравте дека ДУИ изгрешила, ДУИ бараше и добро, вие им се заканивте да не чукаат на вашата врата утре заутре ако. Меѓутоа зошто вие не инсистиравте? Како не инсистиравме? Ние тоа правило ние го прифативме и ние го применувавме. Први кој што тоа правило не го применија и од кое што се откажаа се ДУИ. И ако ДУИ направи коалиција сега со СДСМ, они практично се откажале од правилото за кое што се бореле и покажуваат еден двоен стандард. Затоа што за прв пат ДУИ во ситуација да бира дали ќе оди со ВМРО ДПМН или СДСМ. Да потсетам зашто беше ова правило направено. Ова правило беше направено за да не се случи мнозинството, волјата на мнозинството албанци да биде погазена. Ако овој пат се погази тоа правило, ќе значи во истиот контекст дека волјата на мнозинството македонци ќе биде погазена. Дадовте добар повод за наредното моје прашање по рекламите во однос на добивањето на албански гласови на контото на СДСМ, што значително исто така беше показател дека на овие избори собра повеќе гласови СДСМ со една таква стратегија и колку вие всушност не ја предвидовте таа стратегија за ова по рекламите.
Ова време обично ги завршуваме интервјуите, дебатите, меѓутоа еве одрежи ми даде уште 10 на максимум 15 минути затоа што стана уште неколку прашања. Зошто ја критикувавте цело време стратегијата и кампањата на Заев, меѓутоа таа му донесе гласови. И факт е дека албанците гласаа за него и сега вие може да ми кажете дека албанците да гласале за него затоа што им ветувал дека ќе се оствари ова, ќе се оствари тоа, меѓутоа и албанските партии го ветуваат и тоа многу по екстремно, како да кажам. Меѓутоа, според мене, голем дел од албанците гласаа за да се казни криминалот на претходната влада. И тоа не само на ВМРО ДПМН, туку и на ДУИ, што се покажа со губењето на гласовите на ДУИ. Зошто не ја пресретнавте, не ја предвидовте оваа тактика на Заев, туку ја критикувавте, а се покажа како успешна? Дали и колку беше успешна тактиката, времето ќе покаже. Успешна во поглед на тоа дека СДСМ прв пат, после многу време, доби толка број на гласови. И Точно. во проценти 1, нешто, разликата Точно, со вас. Но на крајот ги загуби изборите. На овие избори победи ВМРО ДПМН, а поразена беше СДСМ. Дали оваа тактика била добра или лоша, ќе покаже времето. И сами кажавте дека се покачува бројот на албански гласови, ранкашата анкета тоа го покажа, за сметка на албанските пратеници кои се сега малку, меѓутоа од друга страна во времето, само многу кусо сакам на вас се осврнам и да потсетам, да ВМРО ДПМН во својата коалиција ја имаше демократската алтернатива до Тупурковски, која што беше граѓанска партија, исто оно што сега сака да го направи Заев, и во која имаше и албанци и други националности. Од друга страна ВМРО ДПМН во коалиција со Во ВМРО ДПМН има албанци? има и многу муслимани, да речеме. Затоа што сте вие партија и Тоа да ви коалиција, кажам искрено ми смета. Не треба да ставаме на религиско ниво целата оваа работа. Дали е некој муслиман, христијани, неверени. Сакам да речем дека сте отворени и вие за соработка со партија на турците, на бошњаците, на србите и имате такви коалициони партнери. Нормално, имаме коалиција не и со турци, и со роми, и со бошњаци, и со срби и така натаму. Само сега не со албанци не би правела во овој момент, туку би правела само малцинска влада. Дали би направиле коалиција со? Во моментов не со албански партии, велам, не би правеле туку само малцинска влада. Би направиле коалиција и со албанска партија, нема причина да не направиме. ВМРО ДПМН не е против албанците и нема никаква причина зашто ВМРО ДПМН да не направи коалиција со албанска партија. Но тоа треба да биде на принципијална основа и треба да биде резултат на договор помеѓу ВМРО ДПМН и таа албанска партија. Рековте, не би го блокирале собранието и неговата работа доколку се поднесе барање за свикување на седница. Трајко Велјановски ќе ја свика, ќе повикате на смиреност за да не настане неред и таа седница да се одржи нормално. Меѓутоа, она што ме интересира, а она што сега го бара СДСМ упорно, е давањето на мандатот од страна на Иванов, затоа што Иванов го прекрши уставот, собраните потписи ги потврди, тој не рече нема СДСМ потписи и не можам да му дадам мандатот, туку наведе член според кој според него не дозволува да биде даден мандат на партија која што прифаќа во превод платформа на туѓи држави и слично. И уште еден дел имаше, не сакам. Имаше и кривичен закон, не бара ќе го апсеше Заев. Имаше навлези во кривично право. сегмент на формално правни аспекти за тоа како треба да оди целата процедура. Формално тоа е избор правен на аспект. председател на собрание, известување комисија, од страна на председателот на собрание дека има мнозинство и давање на мандатот на тоа мнозинство. Тоа не е спорно, Тоа се значи доколку и тоа, работи. значи две работи може да се направи. Иванов да се премисли за аболицијата и да каже сепак го дава мандатот на Заев, затоа што ги има. А зашто Заев не изберат председател? И второто, да се избере председател на собрание, председателот да побара од Иванов да се даде мандатот, тој да каже дека има доволно потписи за мандат и да се направи. Меѓутоа, цело време и се прашуваме, јас како новинар, сакам и да истражам, зошто Иванов толку ја слуша ВМРО ДПМН. Факт е дека беше нејзин кандидат. И зошто Иванов на негова штета за цело време го критикуваме дека е безгласна буква, дека не може да доминира, дека никогаш не се одважил да донесе своја одлука. Јас не согласувам дека е безважна буква, не согласувам дека никогаш... Со што толку се задолжи Иванов кај вас? Мо? Со што толку се задолжи Иванов кај вас? Прво, Иванов, председателот Иванов, не ја слуша ВМРО ДПМН. Председателот Иванов одлуките ги носи самостојно, како што доликува и согласно неговите уставни надлежности. Она што председателот Иванов го образложи во јавноста и од она што ја можев да го видам, е дека председателот Иванов донесе одлука која што е целосно во согласност со уставот. И ако го имавме уставот тука, за жал ја не го носам со мене, ќе видите која е процедурата и
што нашиот устав предвидува во вакви ситуации. Тука многу се расправаше, се толкуваше уставот, меѓутоа јасно е дека некој ако има мнозинство, треба да му биде даден мандат, тоа е најасно. Иванов или тоа делот во кој што Иванов изрази несогласување со прифаќање за на влада која што е составена врз основа на платформа направена во друга држава, е став кој што ја лично го поддржувам, но тоа не значи дека е тоа став кој што Иванов го изградил како резултат на било каква сугестија или наредба или слушање на ВМРО-ДПМНЕ. Значи кореспондира целосно со ставот на ВМРО-ДПМНЕ. Добро, кореспондираше. со ставовите на ВМРО-ДПМНЕ некои одлуки што се носат може и во други држави. Дали е многу сериозна работа. Вие знаете дека ова е многу сериозна работа за Македонија. Предизвикани или под влијание на ВМРО-ДПМНЕ или па одлуки во нашава држава. Има многу одлуки што некој ги донел со кои што кореспондираат со ставовите на ВМРО-ДПМНЕ, дали тоа значи дека ВМРО-ДПМНЕ ги наределе тие одлуки? Тоа не може да се направи таква паралела, тоа е вака поедноставување на работите и носи до погрешен заклучок. Може да покаже последици и во иднината, значи секој председател може сега вака да се покаже, како што тој велеше Глигоров направи така и така, сега и некој иден председател ќе рече Иванов направи така и така, па јас можам тоа. Меѓутоа факт е дека се прекршува уставот во делот на давањето на мандат на оној кој добил подписи колку што треба, за разлика од давањето на мандатот во времето кога Груевски го имаше мнозинството на гласови. Без да побара доказ дека дуѓе му ја дадат поддршката или не. Одеше на принципот на партијата што победила. Уставот вика вака. Председателот на државата е должен во рок да го додели мандатот во рок од 10 дена по конституирањето на собранието, да го додели мандатот на онаа партија или партии кои што имаат мнозинство во собранието. Председателот Иванов тоа го направи. Втор член, трет член во тој поглед нема. Што во случај на не креирање на влада или недоговарање на коалиција ќе се прави во македонскиот устав нема. Некои правеа паралели со како било во Хрватска, како било во Бугарија, тоа е сосема друго. Таму е така зашто така децидно во уставот им е предвидено. Кај нас не е така затоа што уставот на ова завршува. Дали Ѓорѓе Иванов, председателот Иванов го прекршил уставот или не, ако ме прашате мене, како правник ќе одговорам не. Затоа што сметам дека Ѓорѓе Иванов го нема прекршено уставот, напротив, како председател се држал во се во согласно. И велите нема никаква заедничка стратегија со ВМРО-ДПМНЕ. Нема. И покрај тоа што целосно се согласувате со неговата одлука. Дали некои ставови наши кореспондираат со одлуките на председателот е едно, а дали имаме влијание на тие ставови е друго. Еве сами ја спомнавте аболицијата. ВМРО-ДПМНЕ имаше во тоа време, пошто потоа се поништија, спротивен став од ставот на Иванов во поглед на аболицијата. Председателот Иванов донесе одлука на која што ВМРО-ДПМНЕ се спротистави. И сега, тогаш, во таква ситуација тоа било добро, тој став на ВМРО-ДПМНЕ бил исправен, а сега кога кореспондира во еден дел ставот на ВМРО-ДПМНЕ со ставот на председателот, тоа не е сакам да навлегувам во однос на прашањето за уставот, зашто многу време тука го дискутиравме, меѓутоа повторно ќе ве прашам, до кога вака? Иванов, кој што велите не кореспондира со, вие не му велите што да прави, не го дава мандатот. Собранието, утре ќе го свикаат, Трајко Велјановски, ако побара претаници, има бројка на претеници колку што можат да побараат свикување. Ја не можам во Ивана Трајко Велјановски да кажам утре ќе го свика или нема да. Ваша партија па сега испаѓа дека никој не. Пошто кажавте утре ќе го свика, сега ја да кажам дека ќе му наредам на Трајко Велјановски да свика, не можам. Од тоа аспект. Ако поима барање од претеници да се свика, ќе се свика, само тоа сега да јасно дека не е утре. Ја ќе му кажам на Трајко Велјановски да го свика. Да, не се свати погрешно. Дека тој ќе не се свати погрешно. И тогаш може да се избере и влада, да се направи процедура и слично. Свесни сте дека еден ден ќе се формира влада. Тоа го бара цела меѓународна заедница. Зошто тогаш упорноста со сето ова? За мој наједноставен одговор заради локалните избори, правењето на билањето на повеќе гласови, играњето на националната карта и една кампања, една голема кампања правите за локалните избори вака. Не, но видите вака сега. Да не бе локалните избори, можеби ќе имате друга стратегија. Цело време одите од една предпоставка која што ја ставате, ја носите на ниво на факт, дека ВМРО-ДПМНЕ има улога во ова што сега се случило. Јас ве прашав и не добивме вака одговор, не заклучивме, со кој чекор ВМРО-ДПМНЕ во овој момент го попречува формирањето на влада.
Ја таков чекор. Добро, не сега гледам. вие добро велите дека Иванов не ве слуша вас. Формално правно се согласувам дека собранието ако поима барање да биде свикано, еве се договорив. Она што се случува во моментот и пак ќе ве вратам за крај на прашањето за меѓународна земјица, затоа што имам уште 2-3 минути до крајот. Кој е според вас, што е еднината на Македонија во време кога сите велат од Европската унија, сите стратешки партнери на Македонија повикуваат на формирање на влада? А од друга страна, покажавте низ минатиот месец и низ неколку соопштенија од руската амбасада блискост и заедничка политика со Русија. И многу беше чудна анкета, резултатите од анкетата, во смисла на тоа дека најголем број од членството на ВМРО ДПМН покажува дека Русија за нив е најбитната држава и најголемиот стратешки партнер. Што значи тоа утре? Наместо Европска унија, сојузништво со Русија, наместо НАТО, не знам... Ова е многу интересна теза. Руско-македонско пријателство. Спин кој што СДСМ и Сорос сакаат да го направат. Сега ви кажам, извинете, вака ме навредувате и мене телевизијата затоа што јас се повикав на анкета конкретна направена на Телма каде што симпатизерите на ВМРО. Значи јас само ви кажав еден друг аргумент. Не, ова не е ваш став. Преку вашите соопштенија за останатите амбасадори, преку соопштенијата на руската амбасада. Извинете, жена, ова не е ваш став. Ја не ве навреди вас, не реков дека ова е ваш став и вие ја извртувате и вие спинувате работата. Ја кажав дека ова е конкретно еден податок ви дадов. На СДСМ, да ме дослушате ќе ви биде јасно што ми е поентата. Кој што е предизвикан од нивната позиционираност во кампањата, претседателската кампања во Америка. Во моментот незадоволни од победата на Трамп во Америка, они сега ја вртат работата дека ние сме со Русија. Ама јас ви кажам конкретни податоци, ги навредувате амбасадорите во соопштенијата. Едно многу лошо изместување Добро, на што е за вас еднината? НАТО и Европска унија? НАТО и Европска унија. Русија и влијанието нејзино на Балкан, гледаме што се случува. Наш стратешки партнер се Соединетите Американски држави. ВМРО ДПМН беше владата, Антонио Милошевски, мислам дека беше министерот од ВМРО ДПМН, кој што потпиша договор за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Наш стратешки приоритет на ВМРО ДПМН е било и ќе биде членство во Европската унија и НАТО. Ќе поддржите влада меѓу СДСМ и останатите партии на албанците во случај ако не сте вие таму и ако истите заложби ги имаат, тоа е во платформата Европска унија и НАТО? Не, само малце. Ова е сега цетери спарибо, значи земате само еден фактор и сите други ги исклучувате. Ако е тоа добро за едината на Македонија? Не е тоа ситуацијата сега. Ние викаме добро е за Република Македонија да остане мултиетничка демократија, а не бинационална држава, чии што мултиетничка демократија, чии што пат и чии што место е да биде дел од европското семејство и дел од НАТО. Тоа е нашиот став. Ви благодарам многу за ова интервју. Останаа уште многу прашања неодговорени, но се надевам дека нема да престанете и дека повторно нема во партијата, можеби да донесат наредба дека толку беше со интервјуото од сега натаму не одите. Таква наредба во партијата. Задоволство ми беше да присуствувам на оваа дебата и да, се надевам јас дека ќе може да се повторно сега. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имате пријатна вечер.